Подготвителните работи за изградба на брана на реката Отиње во Штип за премиерот Зоран Заев е посебна инспирација и голема работа. Според него, овој проект е еден од поголемите кои воопшто се случил во Штип и регионот, а неговото значење од сите аспекти е огромно. Од тука, започнувањето на работите, премиерот го доживува посебно. Се радувам многу како мало дете затоа што секоја акумулација представува едно трајно добро. Знаете, борбата во светот воеднина ќе биде за вода. Нема да е за нафта, за газ или слично. Новите обновливи извори на енергија, се повеќе светот ќе го обезбедуваат со зелена енергија, но сите акумулации како трајни водни ресурси, кои што може да бидат потенцијал за водоснабдување, за пиење, за водоснабдување, за наводнување, за туризам, за одредени било какви други потреби, се навистина важна работа. Во делот на останатите инвестиции кои во моментов се случуваат во целата држава, Заев денес во Виница наброја голем список на проекти, чија вредност е 8 милиарди евра. Пред некој ден почна изградбата на ветерниот парк Богословец, 61 милион евра проект со 36 мегавати електрична енергија, која што дефинитивно ќе снабдува повеќе од 20.000 семејства електрична енергија. Работиме на 350 мегаватна фотонапонска централа за ЕСМ или ЕЛЕМ во делот на Штипскиот регион, каде што беше проектиран аеродромот за Штип. Овде ќе биде државна фотонапонска централа за потребите на ЕСМ. Во однос на утрешните парламентарни избори во Бугарија и прашањето што од нив очекува во делот во решавање на спорот за членство во Европската унија, Заев изјави: Важно е секоја држава, така и нашиот источен сосед, да има стабилен парламент, да има стабилна политичка влада, пред се за своите граѓани, за својата држава. Но овој пат ние очекуваме функционален парламент и политичка влада и за добивањето на зеленото светло, односно од блокирањето на Северна Македонија на нашиот пат кон Европската унија. Се надевам дека изборите ќе бидат исклучително успешни. Се надевам дека ќе имат мудроста политичарите да искреираат коалиција која што ќе биде парламентарно мнозинство позади себе и формирање на новата бугарска влада со која што секако ќе продолжиме разговорите.